Оваа улица се наоѓа на само 5 километри од центарот на градот во населбата Визбегово, каде постојано се градат нови куќи. Во време кога во метрополата никнуваат раскошни градби, оваа улица со години стои неасфалтирана, во неа не влегуваат возилата за итна медицинска помош, таксистите, тука не може да влезе ниту пожарникарското возило. Иако платиле комунали и сите други давачки кон општината, жителите на оваа населба се уште чекаат да им ја асфалтираат улицата. Овај Ајла Саид има 32 години и поради неасфалтираната улица не е во можност да излезе надвор со незината инвалидска количка. Ајла е заробена во својот дом, не може да оди на лекар, да се дружи со своите пријатели, да го види центарот на градот. Еве 6-7 години сме тука. Ја порано повише сум излегувала да се шетам или да имам некои правили. Тука конкретно ништо не можам. Имам количка акумулаторски, не можам до продавница да идам. Пошто кал или кучиња или све што имам, како што гледате улицата како е. И ако сакам да идам негде организација со инвалидски организација они овие, не можам да идам, пошто оние викат дека требаме до улицава да доаѓаме, ама што улицава не е како што треба, не може да влегуваат колите или комбе или што. Да е од Бог, фала Богу, ама човек го прави ова улица. И да доаѓа некој да вика не може да биде ова улица док сум ја жив, повише тоа ми е криво. Име не сакам да давам, ама нека дојде он, нека си живее тука, или нека биде наместо мене како ја живее. 24 часа само интернет, друго ништо. Јадам пијам интернет, толку. Не можам ви нигде. Лето не можам да излегувам, остајте па зима. Зима не сакам ни да зборувам за зима. До врата не можете да излегувате. На оваа улица има уште 4 инвалиди и сите ја делат истата судбина со Ајла. Жителите на улицата 5 велат дека кога ќе заврне дожд или снег, не се во можност да одат ниту до најблиската продавница. Летово избувнал пожар, а возилото одвај влегло од другата страна во последен момент, пред пламенот да ги зафати резервоарите со нафта. Начално не промашија еднаш со првиот план на Визбегово за поставување фекална канализација, па после со судни маки, поднесување разни документи, успевавме да издействуваме. Меѓутоа целата голгота се случува од тогаш навака. Требаше улицата барем да се врати во почетната состојба, кај што му имаше шлјунак набиен, за да можеме да излегуваме некако од дома и да одиме на работа, имаме фамилии на училиште, деца да носиме, на крај крајва ни брза помош, ни пожарна не може да влезе, ако ништо не се случи. После тоа баравме, значи некако да се реагира, да се постави барем да се врати во првобитна состојба улицата. Немаше никаков одговор. Жителите на улицата велат дека се заложници на политиката. Наводно еден од жителите на улицата, активен член на опозицијата, бил во лоши односи со градоначалникот Латиновски и сега велат дека од каприц не дозволува да се асфалтира улицата. Се обративме неколку пати до надлежните во општината, немаме никаков званичен одговор, све е нешто таа на ќе биде и така натаму, меѓутоа ништо званично, ништо немаме точно одреден датум кога отприлика или така да знаеме кога ќе се реализира и така, значи сите давачки, све што требаше да си да плативме. Ја не знам веќе што треба понатаму да превземеме, значи затоа ги молам, значи ги замолувам од името на сите овие комшии тука соседи во оваа улица да ни кажат кога и како и што е проблемот, каде е, дали се средствата проблемот или нешто друго. Улицава е катастрофа. Ни малтене ни со кола не може човек да излезе. Има мали деца за школа, има инвалиди. У секој случај, мислам, ситуацијата е катастрофа. И уопштина има и писма, и слики, и пуно работи се дадени во општина, нема никаков ни одговор, ни се тера некој инат ли, што ли, бар нешто да кажат. Може ли, не може ли, за 5 години ли, утре ли, нема апсолутно, кода сме... Отфрлени. Кода не живееме у Скопје.
Од општината Бутел ги смируваат граѓаните, велат дека нивната улица е ставена во план за асфалтирање, но се чека стручни лица да извршат проценка дали земјата е слегната по ставањето на фекалната канализација. Иако буџетот е потрошен, како ќе има прилив на средства, така ќе се решава и асфалтирањето на оваа улица. Но прво чекаме да се направи проценка дали доволно е слегната земјата за да може да се асфалтира. Можно е тоа да се случи до крајот на годината или почетокот на наредната, се зависи од временските услови. Не се работи за никаков каприц, изјави Снежана Клинчарова, портпарол на општина Бутел. Жителите пак стравуваат како ќе ја поминаат и оваа зима во калта, од каде се гледаат и цевките од канализацијата, кои се веќе оштетени од камионите кои го собираат сметот.